времето дојдено детално да се објасни на кој начин јас, Филип II, почнав, тргнувајќи од едно зрно, од оцку, постепено да ја создавам својата македонска држава и да ја зголемувам во секој период. Немојте да мислите дека Македонија, таква силна, голема, горда и достоинствена, каква што беше во моето владење на мојот син, падна од небото или никна од земјата. Престижот достигнат од нашиот славен претходник Архелај имаше краток век. По неговото убиство започна еден мачен период. Жестоките борби внатре и надвор на соперничките кандидати за престолот, како и ненадејните и подмолни напади на соседите, ја ослабија македонската држава и таа на крајот стана зависна од алчните соседни сили. Вистинското постоење на државата беше доведено до питачки стап, исто како сега, кога во 359 лето брат ми Пердика III беше погубен од илирите. Од сите страни непријателот навлегуваше во земјата наша и секогаш не помалку од 3 освојувачи истовремено ја напаѓаа, притоа обилно потпомогнати од голем број градови. Сите се кренаа против Македонија, исто како сега. Ете во тој најкритичен момент од македонската историја, во тој национален и државен хаос, јас, кој тогаш бев само на 24 лета, станав цар и со голема вештина и енергија, со брилијантни оружени подвизи, со суптилна и мудра дипломатија, постепено и суверено започнав да ја создавам својата македонска држава и да ја зголемувам во секој период. На запад ги победи филирите и оствари влијание на Депир. На исток ги поразив тракиците. На север втасав до Дунав, а на југ со борба го обезбедив брегот на морето, што имаше големо влијание за македонскиот развој. Потоа ја победив Тесалија и така натаму. Кој ќе ги памети? Не беше една битка и не беше една победа. Сите овие зафати се само одраз на една голема идеја што ја носев многу од порано. Може би уште од самиот почеток на мојот голем македонски сон, да го направам мојот македонски народ господар на целиот Балкански полуостров. Оваа империалистичка програма беше издигната на највисок степен на мојата внатрешна и надворешна политика. Македонскиот двор, Македонското царство и воопшто нашата македонска лоза имаше широк поглед на светот, широк диапазон. Јас го поканив најголемиот македонски филозоф Аристотел од Стагира да го воспитува и да го образова мојот син Александар, наследникот на мојот престол. Се што правев, го правев со една единствена цел: улогата на Македонија да биде доминантна, не само на Балканскиот полуостров и на Делада, туку воопшто во целиот регион. Јас кастиле не сакав да ги обединам јатињаните по истиот принцип, како што тоа го направив со илирите и со тракиците во својата Македонска империја, туку изнајдов една друга, мудра форма за нив. И токму поради тие мудри и вешти форми бев наречен господар на дипломатијата. Тогаш целиот свет се восхитуваше од македонската дипломатија. Од сите своји идеи и планови ги држев мудро притаени
длабоко во моето македонско срце и не чекав како ова сегашно мое поколение други да ми ја полнат главата, оти таа секогаш ми беше преполна со идеи и со визија за доброто, за славата и за величината на Македонија. Извршив епохална реорганизација на македонската војска. Јас го воведов и го применив така наречениот КОС тројна борба. Реорганизацијата на пешадијата беше совршена, а да не зборуваме за славната македонска фаланга. Се што сакав го постигнував со добра војска, со добра дипломатија, понекогаш со шарм, но воглавно сите мои големи успеси се должат на мојот добар меч. Што се однесува пак до ахајците, до данајците, или како што вие сега ги викате грците, Исократ, познат грчки професор и публицист, во 346 лето напиша едно панегирично дело за мене по име Филип. Тој во тоа дело, во таа книга, во тој панегирик, го истакна, го акцентира моето славно потекло од прадедо ми Херакле, кој еднаш ја освоил Троја само за неколку дена. Потаму вели дека јас, за разлика од мојот голем и суров, јас би рекол храбар прадедо Херакле, би требало да бидам, да му парирам со поголемо човекољубие и наклоност кон грците. Ако е тоа возможно, да сум ја